бе? Ајде. Почитувана квадаречка и тиквешка јавност, почитувани гледачи и за нијанса попочитувани гледачки. Добро вечер и добре дојдовте во седмата епизода од ВД-каст 2026, прва сезона. Може би звучи тоа така, како да кажам, клише, кога ги најавуваме гости и викаме дека овој гостин е уникатен, овој гостин и е така. Секој у својата бранша, у својот занает, у својата работа е уникатен, ама вечерашниот наш гостин е уникатен по многу работи. Уникатен е за тоа што го знае буквално цело Кавадарци, цела Тиквешија и голем дел од Македонија. Уникатен е по тоа што е 100 години угостител. Уникатен е по тоа што повеќе го знаат по прекарот отколку по името. Уникатен е по тоа што има другари од 7 до 77 и тоа аз другари. Значи не лафам она само така, ајде, ради реда. И така натаму, и така натаму, и така натаму. На моје огромно задоволство, мојот голем стар пријател и другар и на времето и соборец у многу работи, Миле Белевски Буки. Добро дошол, братче Мило. Добро вечер, добро ве нашол. Многу ме е мило што ме поканивте у вашата емисија да биам дел од уши некоја мала кавадаречка приказка што ќе пораскажеме заедно. Да. Се надевам че ќе го привлечеме вниманието на оние што се од другата страна на камерите да останат воздржани околу саат време да не погледат и да не послушат. Толку Што ќе поправиме мојавец. Не, држи вода да ти кажам право. Кога ти речат најави го, како да го најавам се? Некојаш дури не треба ни да кажуиш само кажи тие и тие гости. Ја па за тоа и кажав, нели, дека секој у својата професија што ни бил до сега е уникатен. Да. Дај се да не речем уникатен, ама е меѓу најдобрите. Посебен. И за тоа кажав дека Мичо е по многу основи и не можам да го класифицирам не знам само чаршијар или не знам само интелектуалец или само угостител. Така да од се по нешто. Как си ми, братче, прве на почеток? Па добро е, убаво се чувствуваме, пријатно е тук кај вас, со фини луѓе. За сметка на тоа колку години више имаме и дури прекрасно изгледаме, да ти кажам право. Напите ви кажеш, погледни ми огледалото, затоа што порно кажа, погледни ми некој кој што ги има нашите години, овие момент, че речме, тоа ама остарел, гледа го вие, ама окапал. А ние за сметка на тоа така уште малце понежничко изгледаме на нейните години, така да мислам дека пријатно е. Пријатно. Да, рано игаш на времето кога беме, нели, дечиште, кога чуиш дека некој е пеист и некоја година, уи, стар ти е. И сега вак си викаш, и седи да му се извиниш. Стварно убаво изгледаш. Поческа кога дојдов у предузечето кај тебе, дури ми изненади така малце си така ослабнат. Тоа што сме болни вече со текот на годините, докторите почнуваат да ни забрануваат, не ни дават се да јајме и да пиеме. И иначе, ако ни разрешат да се вратиме, да почнеме па да си јаткаме, да си пиеме, така што знаеме, ни многу брзо ќе и надокнадиме тие што и поослабнаме сега за време постот. А иначе за вас што викаме на наши години по-окапани порно беа човеците, па и условите за живот беа малце по-различни, по-несофистицирани сега. Малце полагоден животот, тоа ги нара како па, сега одоруват, не е исто да врчиш мотикта и тракторот да го мага плугот малце по-различно. И кога ќе го видиш малце по-одморен. Па се молиш да фане некој со плужицата, па со ногата го куткаш, само многу убаво го изораме, со ногата се кутка, не морам да копаш. Добро, завртиме малце на земјоделие.
Земеделие от тука, земеделие, ти си најак. Ја и Мичо од земеделие, знаеме само дека белото вино со шприка е, го пиеме и двајците со, а црвеното вино, односно црното вино го пиеме Со на време со тика, Да. со тика или со тикола, ако сакаш. Нема тика сега. Нема ништо. А и карани сме и кај спорно дел буту на сестрата дел под нахало извините, така да на студиите да и се заблудам. Да искористам приликата. Да искористам. На сестрата делот, што под нахало извините, бала многу. Добре. Буки институција, колку време постои Буки институција? Па види на првата локација ке што беме таму позади со одбранието, отвориме 1 март 90 година. Значи тоа е 46 години, пред тоа другите фирми на Буки ке што работеше Чошка и Младост е многу поодамна. Тоа веќе Младост е тоа над школата, над Габера, спроти без нарковци тука, тоа првото дучанче. Тоа беше Младост кафењето на Буки, првото кафене. Пред да го отворя овој, пред да отиде да работи в Младински, а Чошка дедечко го работел, тоа е повиш по-отдамна, 67 Машала. Па сега новото е, тука сме више година и пол на новата локација. Фино и тоа е у чаршијата, малце е подзад Скриенко. Тоа е добро или лошо што е позад Скриенко? Па да ти кажем, право, не менја многу, кај нас обично тие што идат секоја ден. Другарите и пријателите си играат карти домно и да му отвориш и од другата страна на малото парче, они тамци играат карти и домно, исто му е ниш. Не му е битно натре да си седат, да има топлина, да нема некој да им досадува, да им смета, да си поиграат на радом, помине времето. По-млаите да си погледат фудбалче на рад. Така. И така. Се подружат. Затоа и реко Буки институција, затоа што кај што кажете и на ливада, да, ја мислам кај ќе кажат Буки е, па ќе биде Буки. Идат кај нас, не патат од такви комплекси, не патат нашите гости. Они се привикнати на сето. Не му е битно каква е чашта, пјато какво е, што е турена салата, па дали ваа чаша е ваква за реке или не. Кој што ќе му углавном се поскоромни луѓе, попедантни. Нема манџи многу. Иначе ние кавдарчани важиме за тегав народ кога сме у кафене. Лимонте Особено после некоја ракија или вака си имало некоја случка да ти дојде буквално преку глава и некој да го изфрлиш од кафењето на не може и физички да го изфрлиш, али вербално речеш затвори ја вратата од надвор. гони се на мајк ти ваквото. Физички не, а вербално да. 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 Иде преку глава. Ако е прекрдашено, мада тоа е многу... Јас знам дека ти си многу толерантен. Ја имам многу дебели живци, у принцип може се да ја издржам, али напад теби и под притисок како си нешто и некој друг моабет нешто, ако те поизнервира вамо, може да се подспаат клемичките така малци, да ти изваде некој од контакт, да го измаршериш. Тоа многу ретко. Па за тоа ти викам, знам дека ти си прво си, што ја кажеш, нели, со дебели живци, второ, не си човек кој што, нели, сака да се... Некои брачи сакат да си влезат така. Не е битно газди ли се, овој речи гости ли се. Ако мој темпераментот таков, на насана се повеќе. Главно тие што идат там сите се познават еден меѓу друг. Многу ретко може да до некоја ескалација, некој да се порасцрка обично со од исти друштва или од две друштва мешани или помлади и постари што си излеват заедно, што си шеткат. Тешко тоа е можеби една од главните карактеристики на Буки. Епте некој, ако више прекомерна количина алкохол има, испиена може така малце да те поизгаси, да ти се разцрка вамо, а ти си седнал, чекаш гол да падне на утакмицата, се нервираеш. Вамо вие промашуваат, вие ти лафе тоа, или кош го чекаш па твојот играч промаше. И така можеш да фане нервоз да се поизгасиш, енче не. Јас секогаш тоа барем така кога
со луѓе кои што те знаат и го знаат, нели, Буки како Буки. Сегаш викам дека многу ме потсеча твоето кафене на легендарната Cheers. Овој ситкомот кај што вика Everybody Knows Your Name. Да. А и тоа нема поубава работа каде што у кафене седиш, разбираш, и секој со секој се знае по име, си вика секој со секој. Кај нас до души и прекари. Кај нас до души и прекари. Како беше, може кумът да ти го сгреши името, ама чашијата, прекарот не ти го греши, да. Не го греши. Така да, тоа е една, ете, може би, ајде да речем, фасцинантна, ама многу симпатична работа, што Буки, например, ги задржа стаите, своји муштери, а обучи и многу млади. Што е стварно ретко со денешно време. Некој кога се губе, брат, душта на кафаните. Што мислиш ти? Па, што знам Са неки сите нормално, ама да ти кажам право, више и у Кавадарци многу одамна е и живеано сето тоа. Меѓутоа, знаеш, ова е еден редок остаток, кој што може да се пронајдат местото тие што се научени на тоа да кога ќе влезат у објектот, сакат да се чувствуваат кај дома. Че идиш некаде, например, у ресторант, че седиш у грч, дали си убаво седнат, па ќе внимаваш дали убаво јадиш со вилјушката, со ножот, па ќе ти турат мала лъжичка, се вртиш, гледаш некој ден, че видиш шо е малата лъжичка, зошто е, па друга вилјушка ќе ти турат, друг, па ќе го земат пијато, па ново пијато, шо справо ова пијато, шо треба ставам туа. Ма кај нас кафењето, пијато сици ја има од исто. Сега ептена кој е големо место, тој ги стуриме мали пијат приборче, но иначе Да не биде од централот. Сичо си сеиме на маса, си знаеш, до души не сме гнесливи, си ја има од исто, пијато си мезиме, немаме гајане. И Фамилија. тоа е малце поразлично. Лично што сакат се чувствуваат слободно, обично, не го менјат место што изгледат и сакат таков тип на кафани. Јасно. Има една стара дефиниција, кога ќе идиш некаде на некое место, 3 главни работи не се менјат. Бербер ќе те стрижи кафењето, ќе што излеваш и за болекартот, на секаде му даваш тибуричко муцките или да те пача за глава. Мен некој, например, многу ме нервира, ако ме фанат за глава, ако ме мрз. Кој стрижи? Дейзи Бербер ме стрижи. Нормално. Сергеј, моје студио Дадара. Он ме стрижи и Тој се грижи за мојата изглед. Таа че ме чепне вака не е многу опасен, инче за фризерите кружат причи од има малце настраности кај нас. Вие го знаеме, ептене, нали, што да си излева у кафењето, не страдан, не задене ништо. Проверен е, не е обратен и што одиме у него се стрижбе. И така да, и со тоа многу не се менја и структурата на гостите што Да, ама идат сепак во објектот. во што го кажав, Али нови генерации, имаш нови обучени, нови генерации идат, да. Тоа ми е зборот. Си идат нови генерации, знаеш како е, со секоја година не може сега сите наеднаш да си шлифуваат да прелетат, ама по 2-3 деца од секоја генерација 4 си шлифуваат до крај прелетуваат. Исто кај спортска екипа, разбираш. Еби сега. Ако од базиска школа барем двајца кренат, тешко се влева у првиот тим. Да. За да стигнеш да играеш в првиот тим, треба да поисркаш манџичка, ама се влева. Обично у спортот ќе го видиш некој дошол до 35-6 години и викаш ево го вие готов е, сега може да го земе место. Туа ти е најубавите години се изгледа за првиот тим. Работата е ваму кај што, нели, пат се вратиме што конкуренцијата е многу голема. Значи не е да речиш, тука имаш првите 11 и вторите 11 се првите 11? Малте не, да, у моменти поарни. Разбираш? Зависи од вечерта. Зависи од селекторот на кој повеќе го милуе. На шо тактика одиме да Да. Селекторот, да. Инче кај нас не се пристрасни ни селекторот, ни новинарите. Кај вие други што коментирате, евги нашите таленти, урахамете, вика, они сега само 24 години, а вие од Норвешка по 20 немат, по 3 пехари имат дигнато.
Абе, нашите таленти на 24 доправа. Само 24 години. Само 24 години, вика, он е сега много млад, вика. И сега доправа, че влезе управил. Да. А вамо вие на 20 по 3 пехари имат дигнато. Това е това. Кога сме кај менаџерите и кај овие речки тренерите, неминовно е да го спомнам еден човек кој што мене ми беше посебно драг. Човек кој што нели покрај тато од времето, нивната дружба, тие некои приказки тато што ми ги кажувал за тоа некое време, после тоа и нашата дружба, заедничка, Мичо, лафам за аџамичкото време, Чичиро Буки, морам да го спомнам, знам дека и ти, ја ако не го спомнам, ти ќе го спомнеше сигурно. Стариот шеф. Стариот шеф, да, човек кој што знаеш колку е џаволски тешко да си 100 години у чашијата и да не се скараш со никој. Што тоа такво? Мислам, која срце е тоа? Која душа е тоа? Која планина е тоа? Например, да рече некој си ноќа буки со овие... И тоа у Кавадарци. Не. Ти да не чуеш еднаш. Много толерантен, екстремно много високо ниво на толеранција. И да си зафана таа, например, да сакаш да деваш че фане, че ти изгале полека, че те крене на нога, че ти изпрата надвор до вратата до собранието, че те заведе. Такси, че ти викне тоа, че те клопне, ја трябва да заведите го дома, ја ќе платам таксито ако треба. Много стрплив беше у принцип и он до душа никогаш не поскоеше, ја да работам ваа работа, он што работеше пред тоа. Али тоа е сплет на околности и сам по себе така дој. Да, он имаш трасирано друг пат зам, не мислеше че бием доктор, па после тоа се запиш на социологија. Па си вика, евго социологот, че учи ваму 3 години, ваму години, ваму продај го станото и се каме парите. Наму вие парите од вас визе, ајде туа, евго че учи доктор, како не че учи, и така испадна. И после тоа откај се дојде у Кавадарци, па војска изоди. И од тога веќе комплетно се посвети на вие, знаете, тоа е. Инче Фидан не ја знае најголемата анекдота за војската, ти као одеш војник. Не знам дали ја знае. Со Вајлинта, че го испрачме Димко на војска и другарите негови ош маморли и музиканти, на музик че свири и нема кој да го дигне, баце че оде војник. Порно се дигаме, на раменја се Тоа носе. знаме го, тоа време го фана. Ајде му викам туа, имаше тезги од карчини, качуј се на тезгата и јас те заведам до Страшо Пинџор, те одведам пешки, ти врави напред додека го скапат барето и те кломнеме околите, замино и сти Скопје. Па ни се вратиме ува со дворот да и да пиеме пивата гајби, да не ја врачиме пани у продавницата, па ни се потешки од празник. Па се вратиме че и да пиеме пивата. Ничу ми износи. И го износи баце на рамена, ајде со лесно нек те е војската му викаме. Го истераме и банкетот и се. Вечерта на банкетот, кај дојде цело Кавадарци, например. Многу гостја, многу. Цело Кавадарци дојде. Джој на свадба си направил тоа. И кај немаме кај да, и у дворот се направи стоечки. Само се фрчат пива и стоечки и си правиш муавет. Нема седење. Да. Однога таму шо че грицнеш. Битно да Мичо ми беше, ама у тоа време многу дружеме. Многу. Стварно многу дружеме. Беме една преубава екипа од 10 души. Па ете гледаш и тогаш у тоа време, ете влаш го спомнаме. Па еднаш да ја мај не се степаме, не се закачиме со некој. Беме повеќе за алкохол и чат пат за жени. По-кротки беем. Кротки беме, да. Кротки. Алкохол, ако ни дај уж по-кротки. Па искам Да. ти кажам, уж сега кога ќе виде човек как функционирате, например, колку пати кога ќе ве чувам как си правите муавет, сега дека тоа се блиски луѓе. Луѓе што онака живеат тие работи, не може да си ги кажа. Такво вреđање само многу блиски луѓе може така да си кажа. Ја кога влевам у кафените Кибуки, например, ако е некој така задесен, и Мичо почиња да ме реде. Ја не му возваѓам ка ме реде. Он прекинува, па тогаш ја почињам. Па нормално. Да, за да не си влеаме еден на друг у речта. Да, и на крајот си избакни. Така секој. А много јако тие што се слуша вака од страна си кале, не. А они се спремни да раскинат. Да. Се грабнат вие се. Готови се. Тоа е таа
А Мичо, кафене, што е најтешка работа ка работиш едно кафене? Тоа што е најтешка работа? Да не платиш? Не. Организацијата на Сабале е потешка од работа. Додека ги поставиш работите за да се изнесат производите на маста е потешка него ли тоа после тоа. Организацијата. И малце поголем дел во работата у којничката. Поготово летно време сега фритезичките кажа, че зовријат на 180-200. Жива вода, таму не клима, таму не ти изладуе, на Ниагара водопадот да помине не си изладуе, братче. Кацу, свите, се од сите страни, А у жеже. Буки, братче, се троше Леле. компир у Макдоналдс у Нью Йорк. Па и летно време никој не сака ни дома ни да ти пржи компир, да ти кажам право оти. Еден ако му изпржат дома, моја жешка, и ще си вика, ще ми пржи, тој јас почи да јам по кафенто Мичо е си. навикнат ова По ропан. кафенто си јапнам таму, баца на фритезичката, е застанат. Нема гајли, пуштена е фритезичката. Ваму си има човечи сало си лупи, сега Игор Јанчев внуко си го земе со нас. Да ни лупи, ајде синко му викам, фајчко редот ти. 16 годинки за лупење компир, за радење гајби, виче време ти е. Може още не си втасен за добър ден, повелите, как се шо правите Вана. За бързо време и точка научи. Вана е некоја много голема филозофија ти. Кажи ме, нели, мајте прелетуват се. Не треба да му продаеш на човек от пекиншка патка. Се знае това е. Виршничка яйченце, салатичка зеленка, шопскичка, помфритче обавезно и некои други вака. Поховани работи, си попият човеците ракиички и си одат дом на рад си легнат. Тоа е, гледаш, тоа е убавинта, што буквално он ги спомна сега сите можни мезиња што ги имаш таму. Значи не провеличуе. Да. Тоа е. Менито е тоа. Тие 5 работи се, ама со тие 5 работи много е битно мајстор как ќе ги искомбинира. Да. Па например кога ќе го опне пјатото пред тебе, да речеш вау. Декорацијата и сервирањето. Ај на крајот на краишта, мислам дека ракијата е битна на цело. Најбитна, да. Тоа е, ако немаш убава ракија, немаш задоволни муштери, ако немаш задоволни муштери, имаш празно кафене, ракија добра. А Мичо, бога ми, Таа е една од главните анекдоти у кафените у чаршијата. Двојица другарчи у пензија и си играат шеи стишес. Арно нама на едната доктор Pero му ги извол забите и вилицата не готова. И ај, добар ден, изволите му викам. Биржички, яйченци, ракијки, заем не ракијки и војчка. И 2-3 оренца, вие си јапна 2-3 виршички, му вика, баце, ја бе, порачај нешто да замезиш, му вика да му ибам. Не гледаш, му вика. Немам, вика, со шо да апнам, забит не сте направили го. Лесна работа, раката. Еве, вика, со моите вилица, појади малци, ја ќе попијам травона, вика. Апни ти. Еве, ти појади, вика, со моите вилица. И ќе ја извадат да име така вилицата у раката, у кафејата. Си ја покажат на вика бац туре си ти. И ако е некој што е погнаслив, нормално е, може и да поврати. Јас само се брате и ме фара смеа, вака малце не беше згодно. От двојицата бивши директори големи бяха. И смеа ме фана, ај си викам, тръгни си била на една страна, вика, но вие се грабнат двојицата. Ама нищо, по утре дента, па вие се кажа му и да не си я забите. Сега и аз си япна, вика, чек да ви, сега и кръставици, вика, може да ядам, отидем, вика, нови заби, доктор Pero ви. Милана, кога сме вички анекдотите, нели кружи таа една анекдота типична. Јас знам дека е излезена од каите под кафејто, само многу луѓе си ја препишуваат ка на мојот пријател да кажа таа прв пат да лафам за легендарната, не знам како е, ама ти кажа што викаш, така не е. Да, таа е од нашето кафене. Знам дека јас знам. Да. Туку ајде луѓе си ја препишуваат, не бе, таа е од на Чичо екипата, не бе, таа е од дедо. Таа е од строги центар на од кафејто. Буки. Царот Бог да го прости, прсият си изгоре, тлом на раката у шпорто, да ваде чумор, скаш на професорът да му вика, вика, от чуморът направи ми диамант. Професорът му обяснува јаглеродни соединения, и мен ми вика, шо е јаглерод?
јаглеродно соединение. Му викам, мени чумрот, моливот се. А имаше и моливиот фент, не знам од чекај. Од молив не За зе, по-голем изгледа да го направи. царот кломна ракта у шпорци изгоре. И го извади чумр, тај му вика учителя, сега направи диамант, му вика од чумр. И вие му објаснува. Даскале, викам, стварно, вика, ја не знам како е, викам, ти ме кажеш, кажи, така, вика, сигурно не е, вика. Од таму прича испадната. Вујко беше сега. Да, си изгори за валијата, па пос го мачкамо одно едно. Со кантарион, од вулка му ури, ракста му се напрдија. Прсијат се ги изгоре. А диамант не види. Диамант немаме ош видено да знаеш бацам. Се крчка. Не. Тоа е. Го спомнаме барем 3-4-5 души, нели, луѓе кои што да не речеме легенди кои што кај тебе поминуваа повеќе време кај тебе отколку дома, дали со невестите, дали со си се изнаслушал буквално се. Многу. Многу. Си служел од Многу. цара до стопана. Многу. Кажи ми дали има некоја теоретска шанса еден ден Мичо да седне и да го стави сето тоа на хартија, не заради Мичо самиот, заради некои генерации сега што ги лафеме ни, да кога ќе седнат да го прочитат тоа, да речат дедо му ли, прадедо му ли, за стварно било во овака. Дали има некоја дали уопште си размислувале како прво да го ставиш тоа на хартија? Затоа што види, извини вака што те сецкам, затоа што ти ако седнеш да направиш едно такво, тоа ќе биде според мене бестселер, барем у Кавадарци и Тиквишијата. Ако нигде, ако не за Ама не друго мора место. да го става на хартија. Ниче го снимаме, А може и така, да. пишеме, после Може и така. транскрипција ќе направиме. Али штета е стварно да пропаднат такви приказки. Не, тоа е. Па што знам ти кажам право. Пробај јас еднаш, направи на 17,5 Знам, години. ја бе на промоцијата, а имам книгата. Али да се раскажува, да се пише за оваа работа, тоа капитален проект. Капитален. Да. Тоа е едино знаеш како? Тоа материјал за докторска дисертација. Едино знаеш како? Вака кога што си некогаш да си одделиш по еден саат време од дента и некој да ти куцка, ти да му диктираш. Како ти кажам, онака да нафрлаш идеи. Шо, како тоа, а постоа, здравје Боже, па ќе му даеш некој што ја разбира таа работа, ќе си направи Лектура, лектуричка, коректура. Па ќе треба малце да го изчистиме, да го правиме литературниот јазик. Па само едно знам дека ќе биде далеку најголемиот бестселер Кавадаречки напишан за тоа што стварно кај тебе братче поминале. Тоа има таму причи за пишење, причи многу. Нема ни да можеш, ја мислам дека ни 30% нема да можеш да ги ставиш. Па не знам дали би се сетил на повеќе. Па важно тоа ти викам. Али многу материјал во секој случај. И Затоа многу личности, многу госја. секојдневие. Не е на пример еднаш месечно. Не. Во секојдневие. 356 дена 24/7. И сите по едно нешто интересно да кажеш, по една работа да ти останува интересно, едното е многу материјал. А напад тебе има интересни причи. Крајот да не можеш да го фаниш. Интересни причи. Ако почнеш да ги раскажуваш, охо. Мене една анекдота, еден наш близок пријател ми ја остави многу впечаток, вика, седиме, иде еден, вика, пијан, ти на кој си, бе, на тие и тие? Шо зборуваш? Ти ка се роди, никако истараве, ти знаеш со татко ти. Абе, тоа беше орлопо, значи, ти есента се роди, така е? Не, у мај ми е роден. Грешка си. Јалаш си де. Може и да се грешка, ајде да се јавам до дома. Се мислам, у мај ми е роден, не, ама ти ќе викаш есента може да е. Види, јас за тоа му реков, значи таму влегуваат од до. Да. Значи од
човеци со, тај сега не чум да го инчарам, ама со 8 одене човеци до како што кажеш, до академици. И сега, на пример, можеш да видиш кога ќе влезеш до климш професор некој со некој што на пример Не е разработил темата толку. единствено нешто има прочитано у животот не знам. Да, Македонско сонце, таму имаше статии излева у серија за непробојните штитви на Александар Македонски, како биле премачкани со Лоран Дити. Тоа ни беше главна преокупација, но ради материјал на таа тема, Бог да го прости царот, и вика, мораме да го пронајдеме воа, вика, да го видиме каде е. Зошто цари му викам, да не се мачкаме, му викам, и ни да ставиме непробојни. Не, бре, за тоа викам, за друга работа. Добро. Да го најдиме. Царе! Мора да го најдиме во Добро му викам така. Има како не. У суштина тоа е и најинтересната прича у кафењето. Сударот на незнањето со знањето. Да. И многу е лесно да се изнасмеиш, да видиш како незнањето му се спротивставува на знањето, затоа што незнањето па му вдахновува сила на тие што не знае. Моќ му дава. И стварно не е излагал, кога рекол незнањето е моќ. Фридрих Ницше, паметен човек бил. Так се лафе, да. Седел и он изгледа Паметен човек бил. Не, паметно размислува. Али кога ќе му образложиш на некој, кога ќе го седнеш, ќе му кажеш, чекај бре малце, застани, види вака. Ако сака да те разбере, нема некој што... Ако не, ќе ти рече, ја не знам како е, ама така не е. Ако не, одговорот, да, тавтологија, да, одговорот е тија... Тавтологија. Да, ако и само ако, така кажеш, викаш ти, не е сигурно, како е, не знам. А и парно е да не знаеме некои работи, него ли сите да издаеме. Кажаме, нели, дека кафе не, таму кафе не. Кафе не. Затоа е кафе Само не. на Саваля. Да. А има ли гости што, например, ете си идате, нема е до алкохол, не са, не пијат. Има како нема. И третман добиват, нели? Да, разбира се. Но он си мезе салачка исто кати, само он двојчка си пие, него исто може. Поише мезе. Да. Мора да се напомене. Тие што не пијат јадат повеќе стално. Сметката исто дела. Стално јадат повеќе тие што не пијат, али затоа што јадат повеќе па плаќат затоа што не пијат. На паланци ќе ставиш исто е. Се потем тие. Исто е тоа. Јас знам еден таков кој што само на салати, мано пендов, мано трошката. Он е строго на салати. Да, особено вие неколку дена. Значи специјален режим. Не, стварно, избодинка 30 дена без алкохол. Избодинка. Постите, големите пости ли ги фана? Не, он не испости пред тоа да не пие. И сега... Јас испостиш и од Слачко до Великден. Да. Многу ми се јадеше едно време палчинки и еврокрем ден. Но на сред пост и вода ти удари у главата. Да. Палачинки и еврокрем, многу. И најдиме рецепче, питулчиња. Тоа е каја палачинки, само место млек, кисел, вод за тура. Ги знам, да. И еврокрем, пошто насмеиш, метчи урејчиња унатре. Ми помина мисличка. Добро, да. И ще ти помине мисличка, знаеш. Цјатиш малци и тоа ча. Не е нутеличка, ама убав. А постоа кога заврши со посте барем... Прво палчинка, Тоа посолено, да. Значи да мислачка да не ти остане, не за друго. Не, прво палчинка си јапна. 22 другорот мој што работи со кујната, баца вика сега ја ќе направам специјално. Од 12 една минута на Великден, сица капат со јајца, јас и мачка. Палчинчија. Си јапна 7-8 да ти кажеш. На криви капка. И многу убаво си помина. Да. Колку време лафиме? Па колку, околу пола сат. Да направиме една паузичка од 5 минути. Не знам, се изморите. Двојчката се не за да се измориме. Па испием по една цигарка. Да, ете, да. Да. И ќе се вратиме за 5 минути у студиото, таман е, да кажеме, 2-3 збора и за
за нашите пријатели, Каре Комерц, Валери, Бербер за мажи, Инел Интернационал, Кити Принт и Бифе, кафене, буки, салата за четворка и со салата четворка колку раки можеш да испиеш. Ама додека изедиш, се на рат му се плаче. Фала лепо. Се гледаме за 5 минути. Стварно не знам што е поарно да снимаме емисијата или во измеѓу емисија како оде пауза така е или нешто друго. Па ја и не знам дали Димито ги исклучува камерите, така да може на крајот од сезоната да ни изненада, разбираш. У емисијата што се дешавало, И со значи. тоа да завршиме. На пауза си ја поминаме многу убаво, ќе пробаме да пренесеме еден мал дел од тие амбиент што беше на паузата. Не, Мичо, кажи уште некоја анекдота од Буки. Ти текна одма, нели? И како не тоа работа? Ами многу интересни работи. Не знам од која да почнам. Дали да кажувам за ваа барбутка игрееме. Дали ваа другата да кажам, ти ми кажуваш која ти е черка. Таа е добра, да. Таа е добра. Има многу интересни работи. А ја мислам и тие двете да ги прескокнем, да кажем уште некоја поинтересна. Ајде, Чекај сега размислувам така може малку. да ти размисли. Јас Јас само сакам така едно блиц прашање Ајде. од прилика. Колку души имат поминато како вработени во Буки? Јас знам дека нели ти и мајсторот Костурот на екипата, да. Стариот шеф си бете, ама знам дека па фиксно имаш по некој кој што нели Таму уж пред ја да одам имаше тие прв шанкер што работеше со Буки горе у Боби, у Младински или Мучо работеше со него. Кико и Дано Братучите работеа со Шопанова. Поздрав Кире, поздрав Дане. Па Фифи работеше у кафењето, што работеше у диското. Така де. И после ние јас почнаа тие младите дете со мене да идат. И што наш Бог да го просте, глемо што Кико Роналдо у Шведска, што е, па они се заминаа сите, па после не дојдеа Јано, Пепо, Филип, па и они се заминаа, па на детенце, полицаец Оливер се вика со другарчето негово Кристијан, па они дојдеа. Па после не дојдеа друга клапа, па се изменја, па дана. Има многу. А и стални и нестални помошници поминале. Да, баш за тоа знам дека е... Може и некој од мастака што седе гледа, нема некој. Да, па да послужи он повеќе. Не тоа, ајде пати си, например. Тоа колку пати си има дешавано Оди ме земи си таму, оди преши си патлиџа начи иди. Порано ќе седнеш, човек нема, ја ќе му речи ојте спремце деца за излева и најнаш ти доаат 20 души од некаде.
Джо да И чекам. тие што седе со отвиничко скориваш, ставај Да, носи. да, да. Ти да откај работиш така у којничката, па хај ти послужи и пијачки и тоа, инче има многу интересни анегдоти. Порно кај играеме барбот у кафејнто и му падна на еден пријател, му падна зарод на земјата и маја сомне се наведнувам го земам зарод и место зарод му го давам пикавец, и ги зима зарод пикавец и ги мана. Пикавец, викам ти. Сега да не кажувам пред камерите, че видиш, вика ти за ваа работа, вика многу убаво, викате. Ги изборичкали. И машки интересни работи. И многу. Многу, у секој случај, убаво катче домашно, за да си поминеш 2-3 сата, така колку да ти помине мислата, да си бил испаднат. Дали фудбал, си погледаш Лига шампиони, Евролига, кошарка ли, ракомет ли, па репрезентација така играат се наредат, цофарба, децата белижат и црвени, наредат знамиња, Сега се спремаме си за гледаш, светско да. Се врие таму сигурно. И сега веќе не е ни интересно, сега гаш, кај играеме квалификации, вие сите по 20 гола и победуваме вичи и ни поминаваме некое ниво. Не сме така лоши од тие спорт. По вие другите два спорта што ги гледаме кошарка и фудбал, па окапаме па наеднаш. И сега пратиме там кај сме појаки обично. Таму се силиме. Колку да си силиме видители, Видители, Да те прашам за една работа која што јас знам како е, ама за тие што не знаат како почна еден феномен кај тебе у кафејнто за гроздоберот. Така. Тоа сигурно е, и сигурен сум, ако не сме правеле муабет, ама сигурен сум дека не се очекувал такво нешто да испадне Таков од со како да кажам, со одлив, со прилив на народ и одлив на алкохол и на јадење и на... Право да ти кажам и Колку се стига толку. првиот пат не очекуваме дека Лафам, да, за сефтото лафам. дека ќе се случи тоа и првата ден малце као не спремни не фана и петко према саботата вечерта на пријателите, тие што најблиски обично тука околу мене му викам дечки и утре ќе се бали му викам. Сомне му викам сега да идеме да испиеме ваа ден ти утре се бали озбилно да фаниме работа. Вие двата дена да и направиме феноменални сите да излафат. Па ние од понеделник ќе удариме клоцата му вика. И Бога ми ги лафеа. И Бога ми првиот пат си изналафа и после стекна време така да стекнаме рутина и искуство. Шармот тоа направи Нормално. Мано пријател твој комшијата во Ташки, јас го викам Шармот. Втората година одлична организација направи. Со скарички надвор изводени. Да, беше со феноменално. масички дори поставено. Ја бе водител И на некои- некоја од тие манифестации тamo. Некои такви идеички Тоа значи ситни. бабите бе. Многу добри. Еви ваа година, например, ваа година ланската фактички. Последниот. Так. Последниот пат исто ланската година па доби дури како да кажам на карактер од размери цела Македонија да разбере. Многу моќно беше. Рилсови, интервјуа, селфиња со луѓето кои што беа таму, нели дојди Спасен дојди со негова екипа таму, па и он запеа, А зема инката и а за инката и он. И гледај се, например, исто пак е тоа едно Тоа е многу- верижно кое што не се како и да го режираш, тоа не се режира. Да. Ако не е спонтано, колку се после нема да биде убаво. Право, Тоа го дава шмекот. право ти кажам, ваа година ја и не го очекував тоа, знаеш, тоа што прва година беме на друго место. Знам, да. И си викам, как ќе биде сега да работа, ама таму у новото мало ки сме сега има едни комшички деца. Не се тоа деца, малце повозрасни луѓе се, али има од ние што леткат, вие што имаат у Киев,
Дронови, дрончиња вака че и кренат па со камери па пуштат уживо. Битно проблеми не прави. Не, вие не пукат. Вие си снимат музичи и го маат у етерот, одма оде у етерот. Долу колцата си играе, наредени сите на орто. Баво. Парините си фрчат, си лепиш на музиката, нај. Джелт комшијата твој. Уха! Кача на раме. Поздрав, Джелите, Джамбазот. Фала Богу, не ме бива, брат. Кача рикна, он у Тимјаник пеу, веше го слуша, толку гласно пее. И бацто кача, нареде сета тај. Добро, испадна многу убаво. Мене шо ме посебно драго на толку народ и тоа не сето од Кавадарци, не сети од градот и од ваму и од наму и од околните градишта и населби мирно, кротко, тихо, педантно, со музика со смеа да не настане ексцес, никој да не се налуте за ништо, може некој позакаснат за пијачка, кротко, тејно. Тоа ми направи вака посебен чејф и ми даде вака подстрек да размислувам за оваа година. Дали би можеле да го повториме исто? Барем исто. Да, малце поинаква варијанта. По петок да свириме некој рок нешто. Да смениме. Да го направиш, да. Па сабота и недела па чао дариме па на колце. На орце. Грабнем микрофонта и гранетичката. Па и тоа ти Дури да ти кажам право и го гледат джо програма у Гроздоберот, забав такива. Да. Види, У агендата ќе да метна. Дали Гроздоберот имаш милион мали и големи Дешавки има една купица, од сабаје до вечер, да. И сега на пример, да, ама па не го гледат како, него и беше делот. Например, Кики Буки у петок, например. Да. И сабота, не знам, у недела е веќе одам на площада да гледам. Да, или ако има некој на паркчето и сегде помалце. Главно внимаваме да бидеме доки 9 сат вечерта готови, за да може човеците да идат по постоја да видат. Јасно. И на площадот што има програмичка, па кој пе, па вие големите звездички да ја видат, па да се сликат со неа. Убаво ви е изработено. Да не му одзијаме од времето ни на тие. Да не си па со најшто озвучење да не му сметме на неите. Мада најшто е послабо од неите, од неите пограме. Да не си сметаме. Ај ти си убаво сега увие нови. Да, у гето сум, јас сум у гето вака, тоа е ге вака. Не е такво гето, туку кага буквата е. Гарнитура. Кага буквата е тоа. И интересно местенце е тако. Г-точката на Кавадарци е таму, значи. Убаво е интересно местенце. Што е бетно чошенце. Да. Заградено. На 3 улички изгледа. Едната е чора, другите две се вака прави. Тоа е многу убаво, од евреите порно како поеле дучани гледале. Мора да е чош. Зимно време стапалки у снего да има и на чоше да биде да фаќат 2 улички. Ако не мало стапалки, не било дојдено за купување. Не врвели човеци таму, што ќе продавали унатра. Купите ли блебија продават и тоа е што. Во секој случај мислам оти и ваа година ќе направиме нешто така интересно. Подготовките траат. Не нешто помпезно, што поедноставно, поубаво. Ама види па кич, да нема кич, да нема. Не кич, секој че нема, ама помпезно сакал, не со тоа ти реков, излева од контрола. Ти не можеш да го контролираш тоа. Што викаш ти, очекуваш ли, например, да имаше преку 200 рилсови од кајте од кафењето? Не очекуваше. Затоа ти викам, тоа џабе не се рачуна тоа. Однапред со домашен есап, тоа е го пушташ, чука тапано ти и Курдисо е песмата, така е. Да, и така е. Затоа Затоа брана не се прави од сачки од калцака армиран бетон. Кача, спишиш и туа вата да стои уместо, да не мрда многу. Сачки. Енче, од сачки, од кали, зачас чаа дуне, чаа заведе некоја посилна војчка и тоа. Ќе биде убаво у секој случај. Не сомневам тоа. Се надеваме. И што е најбитно да биде кротко и мирно. Слично на изборите, да помине у најдобар можен ред, да победе демократијата.
Да. Има таму гарант, кајте бе. На која отприлика која тема е политиката? Прва, втора. Прва дефинитивно не е. Кај Не. на касетно е. Прва не е. Не. Ама се завршува често. Едно време доста беме преокупирани со политиката и со текот на годините како созреаме и така се помалци и помалци. Најубаво. Да. Најубаво. Да други сфери разгибаваме, спорт Поише е ли, науката. да. Си правиме моабет за други работи. Иначе порно политиката го преокупира општеството едно време. И наеднаш случај на многу голема сегрегација меѓу народот, знаеш, едно време почнаа луѓето се мразат дури кога правеа моабет за политика. И многу ми е мило што од кафејнто се пресели само на избирачките места, таму и некој остане, испадне си изглас, забраш си работа, правото на глас искористи, вечерта кој победе, честите му на другиот и чао со папа. Па не ли концепција такава правиме за наша емисија? Треба да разбереме една работа треба комплетно да се посветиме на работа и производот кој ќе испадне од работа да е стимул за тоа побрз развој на општеството кое ќе живееме. Да. Политиката само по себе е екзактна наука, не носи напредок, не носи развој, затоа што не е инвентивна, не ствара она капитални вредности кои она и троши. Да, баш. Па тоа би беше мојавот, затоа и кога првеме концептот на оваа наша емисија, јас видањето Бубо, рекоме дури и да имаме политичар у емисијата, нема да лајфме за политики. Односно, нели, за политички теми, како ќе се спомне како вакво, нели, сепак Што му е структа. Што му е структа како. Така, затоа одбраме да имаме ведри гости, затоа одбраме гостите да ни бидат пред се од општествениот живот на пред се на градот и на Тиквешијата. Што оставиле некој белег се. Оставиле некоја белега, некоја белега у стилот у економскиот развој, у спортот, културата, нели, у такви гранки, у случајот, нели, угостителството кај тебе. Не знам, морам да ја кажам на времето бев на кој сака да биде милионер. И нели се снимаат тие емисии, и се снимаат 3-4 емисии, и на првите брзи прсти јас замајнкам не знам, за толку. Кој дел од секундата. На вторите брзи прсти веќе уште брзите прсти е да се представам и завршува снимањето. И имав таа среќа да го погодам, седнувам на жешкото столче, еден од луѓето кои што ми беа ставени у повеќе пријател ми беше Мичо. Како исто, јас вија Денто ми се јавува ми вика добро вечер. Жешко надвор пеи степенани, табличи играјме, цркат сите унатре кафејнто, ништо не се слуша, шо не, ама, телефонот. Добро вечер ми вика, ти му викам, мозок имаш и да му викам. 200 степена. Да, ебе, мајк. 200 степена од сите саме сонце грее и фана го омдо му, па ти стварно памета мене или најдам заебаш. Пи му изгаси. А трудно ми вика, Диме, што е ово? Кој вика, тие од таа вика, кој вика, овој луд човек. И после му текна. После од режијата си јавува вика, абе, дечко вика, вака вика, така нека кажеш првиот пат, што ми вика, он ме... Добро вечер. Добро вечер ми вика, надвор 70 степена, од сите страни 3 сонца, мислам има тоа над нас. Жешко, ама не се дише. Ајде, Миле, да се преправиме дека е вечер. Вика, ајде да се преправиме дека е вечер, леле мори мајко. Леле мори мајко. Битно ми помогна. Даде ли одговор? Да, и го имаме исто мислење. Прашањето беше реката Днипро, у која држава се влева у Црното море. Украина беше точниот одговор. Ја бев горе-долу сигурен за тоа.
Пор как не му ја обраме сите пари тој? Не му ја обраме тогаш, не му ја Не обраме. ја обереме сите пари, бе. И што ќе му правите? Не, че ги секме, што треба да му правим? Пара за трошење. Пари се кајнеш. У секој случај Трендо ми вика, јас таков лик вика до сега вика на телефон не сум имал. Нема ни да имаш повеќе. Што не го доведе да види уживо какво е. Кој не го доведи бе? Не ли памтиш? Аби што, 3-4 месеци после тоа дојде он, испиме ракијата таму, мораш да те види тебе кој си. За душти само 5 минути 10 постоја таму и прсна. Ајме сега. Мало Тоа рано се време кафеите. Во секој случај вика шо лик е вика во Па е, постои таква вакво гласини вртат низ градот дека Миле е доста богата енциклопедија. А тоа да, за тоа и го зедов јас овако. Ја го зедов Да. него не на пример од област, него ја го зедов на општо ако ми падне некој прашање што се главам. Ние сме подразно, Подразно. последно. Стално сме подразно, последно сме Не, да. последно, туку Не, за се. не специализирани за исклучиво одбор, ние сме подразно. вака. Е, сега вика, има два начини како да станеш паметен. Или вика да учиш, или да се дружиш со паметни. Мича, од кој? Од двете, Мора, ако не седнеш да го загрееш столчето, нема мочење. нели? А е ноторна лага дека можеш да научиш нешто од Моавет. Се дотка не го прочиташ, дотка не го низ твојот филтр, Процесираш. низ твојот филтр да помени да собствена визија да создаеш за тоа како би изгледало сето тоа. Сето е џабе. Професорот може тебе да ти нацрта шема, например биохемија за Крепсов циклус, вана ти дотка не ја видиш шемата тука. Дотка не ја направиш главата, не можеш да ја научиш. Колку пати на испит да ти падне напмет да ја знаеш, че идеш и че те кутне. И сал се враќаш, сал нова пријава одјава, они сал се стрижат администрација париња, ти пријава одјава, се плаќа. Сал се стрижат они, ти сал че се пријавуиш. И се шеткаш. Најсигурен пат, најбезбеден пат до достигнувањето на знање на искуство е тоа што ќе помениш низ собствениот филтр. За сукоње ракави. Ако не создадиш собствена визија за тоа што како нешто би изгледало, џабе да ти нацеги. И Борниове те убав филм со Ричард Чемберлен и со Вија Мет Деймон и се, ама книгите на Ладлама кога прочиташ, и уште поубаво за тоа, што ти своја режија си направиш. Знаеш шо како би изгледало, кај треба да стоиш, да стои. Кога си направиш собствена режија е малце подруго. Космевички книгите, не знам, Симо ти дали знаеш дека Букија има една од најголемите библиотеки. Да, имам слушната. Се гледа, значи, тие Моавето што круже за него не е туку така. И доста, Колку парчиња имаш, брато? и доста искористено. Знам. Околу 3000 оригинални наслови. Фала, многу и пријатно. 3000 оригинални наслови. Има нешто и модерничко се во задње време. Добро, да. Многу интересни типчиња, многу интересно во задње време што нема женски автори што можете проверите, само машки пишат убави книги. Тоа е малце чудно вака. И затоа оно принцип сегаш повеќе на литературата на машката страна на дела, но многу ретки се тие женски автори што остануваат на високо ниво, на висока разина со машките автори, али во задње време исклучиво само машки. И исклучиво источноазијати и европски северњаци Да. прават ремек дела страхотни. Имаш ли тие 3000 книги, например, некои башно уникатни, Има. кои што, ај сега да не речем никој, ама многу ретко ги имат. Има. Имаш, Има, има, да. Има 3-4, доста интересни. Со печат забрането за широка употреба Ау, и при спалоњето 40 и 5, 46. Едни од реткото спасени. Првите изданија на Венко Марковски со тоа, при неговиот прогон во Бугарија од Македонија, од страна на бившите власти. Спалени се целокупниот негов тираж со многу ретки исклучоци. Али тие не се чуват таму, тие Добро, другите јасно, 3000 се чуват на друго место. Специјална архива. Да.
Затоа што и тия тип на хартија не е кавија, бара поинакви услови за одржување, пониска влажност, мала количина на светлина, свеж довод на кислород, затоа што таа хартија е доста понеквалитетна, затоа што многу брзо бледее, па може да го изгуби настилото, бојата. Значи, фактички ти имаш своја собствена Архива. Ватиканска архива. Не е баш као Ватиканска. Ама туа не. Има нешто и така, ама не е баш као Ватиканска. Мичо, да не беше буки, ти на кај ќе завртеш? Чо знам да ти кажам. Много голем късмет, мислам само за доктор, што не забраш. Вак кажеш, сум брлив, ако сум бил доктор, не знам, до сега има 100 души. Цетепаш. 100 души имао те пано пациенти, мислам. И мислам, не е парно, далеко од тоа да кажа парно, ама не е и вака лошо. Може би убаво че било и доктор да сум завршил, ама таа живот пише роман, така те фанала браздите у тоа време. Те повлекла струјата. Кафан ти интересен за најд. Што не може секој да го работи. Не, уште млад кога си, фазла пари кога ќе почнеш да имаш од джепот, ти привлекуваат, си викаш, види баба, стално ли вака ќе биде. Фазла пари си имаш од джепот. Јарно, ама како старееш, така почнеш да осознаваш. Причата ти не е баш така розова, кога што било на 14, на 15, на 16, кога си почнал да работиш. Али у секој случај добра е фамилијата. Може да издржава и гладен да те остави. Нема, сега нема за партаран луксус, али ни тоа и ни го сакаме да ти кажем право. Треба да се скроем па за луксус. Да расипува луѓето. Така. Да расипува луѓето, така. Више него сигурно. Што се луксузираш? Имаш прекрасна куќа. Кола не возиш. Не. Што ќе луксузираш? После оф да рекорд, ще ја кажем една за партичко ти буки што ја кажеш. За шефот. Да. Не е за пратка. Тоа после ми ја кажеш. После ќе ми кажеш. Документирана е со видеозапис. Мелито Коскин много дискретно аз сними. Ау, Исус. Да. Ќе ни кажеш. Па ще го кажеш ми и видеозаписът е. Шеф, каква елоквентна дискусия води на определени теми. Стариот шеф Чебуки, ще го ли кажа сите. Никой не му кажеш Чекочир сите, ей, Чекобуки, кажеш Чекобуки. Така и мене децата сега науча мало ми викат, здраво Чекобуки, кажеш што правиш? Добро сум, виж што правят, че играем футбол. Сейте първо ладен чай се напиме, му викам и после ще играем футбалче. На полувремето. Сладолед цяпнем по една топка. Пача да клоца топката, добра ли е? Добра. Айде сега върти големите от другата страна, му викам много да го разцепите джамото, ти кажеш, голям сърдина е на месот, до плат, да правиш 15 дена има, па да чекаме 15 дена да го меняме джамото. Да пуре. Мичо мора да спомнам уште на работа. Имав едни мои многу близки пријатели од Скопје кои што кога почнаа да идат тука у Кавадарци, браќа се, одеме нели по кафичи, по вака, еднаш ги одведи у каите по Буки и не престанаа да најфасцинантно шоу беше првиот пат кога седеме. Зоки и Гане, Да, другарите наши. да, и вика дај сметката и Мичо иде, нели се наведнува на маста, так, го остава. И Зоки вака гледа му вика, не, цела сметка. Мичо, он е мил, ама така. Ами ще на ваквото ли ти пишем јас сам? Цела е. Како бе цела? Така бе, така цела е. Па гледа ви ја вака. Ама ова не може да биде цела. Дај, мама, сакаш, не е проблем. Ќе ја преправам. Абе, вади пари, ајди, ево го патот, ајде, заебаве. Ај неки искупјани, например, нели, тоа е уште една убава работа на Буки што не се искурнази со цените. Кај што знаат да се искурназат, што се искурнази е многу. Например, не знам сега, за една плескавица 250 денара да платиш. Карикирам.
Нели? 150 за пиво, глупост. Или па да, 150 за пиво, мислам, стварно нонсенс. Знаеш како некои така викат као демек цените не си береме 60-70 денари за ракија. Чекај бе малце бе. Што си Ма бираш? кроце да е. И мислам дека една од твоите оставнини од што ги имаш од делот и од татко ти е токму и тоа да не се педерчиме. Ајде да не речем, да не се курназиме. Тоа е на Буки дефиницијата, алчноста убива боемијата. Нормално. Немој да бидеш боемо убиец, да бидеш алчен. Остај ги луѓето и со малци и со многу пари да споминат убаво. Да го имате истото уживање. Исправно затоа и ја го спомнав воа како тема, затоа што дојдоме до едно дереџа кај што за жал не секој може да си приуште да седне браче и да се опуште, нели, у центар. Поготово така, што ние знаем да се опуштиме. Да. Со сите Верала нишани. пари не расправа. Со сите нишани. Што се пие најмногу кафеинта? Ракийка, разбира се. Ракийка. Да. И смедеревка со кисела војчка. Најјака нарачка што си ја чул која? Кола и ракија. Поголема глупост нема. Ја мислам дека има. Пиво и вода. Не, пиво и вода има, ајле пијат. Да. Пиво, Вода вода, не За молекарот мој пие пиво и вода. Пиво и кисела вода. Да, ама не и бораве, побешка и пиво. Да. Иначе за молекарот мој А каже. ракијата борават со кола? И штрафцигер, да. Ама. Поголема глупост нема. Не постоја, да. Не. А уништуиш и колата и ракијата, особено ракијата. Да. Не е крил нас за тоа. Не, за тоа, да. Нас за ракијата не е крил. А од јадење страна? Шопска без кромет, кај ќе ми порача. И ја таква јадам се. Ама не е. Оти не знаеш Не е како јадеш шопска, јадиш тоа ти е за тоа. Не е шопска. Не, Добро, тоа и е што. краставиците многу не ја. Порчам салата без кромет, пар да речем. Да, една салатка без кромит. Не ја вики шопска, Арон ти вика. Да. Исто кај, например, у Босна да отидеш да му речеш дај еден бурек со сирење. Те манат што лансират тамо не. Порно така детства пред изливање, кромет да нема салат и некој постар седне со ни. Што ме викате мене, тој ги вика. Да. Че им салата вика без кромет. Без кромет. Чек вика, јас да префрлам од една страна, че идем. Там салат со кромет јадат. Па си поседе постариот со нас така на маста. И че остави децата. Сејци му вика, јајде салата ми без кромет. А специјалитет на куќата што е? Па зависи, ајде Кај е расположен. Обично најдобриот специјалитет на куќите е ручкото од дома што си го донееш. Не, порно беше така, сега виш не. Порно беше, има ли специјалитет на куќите? Има, тоа што си го донееш од дома. Па како? Па тоа е специјалитетот на твоите куќи, тоа што го направили тебе. Донеси го, утеп сијата и ќе го иземе. Да. Морско порачуваат ли морско? Не, кај нас нема такви типи. Има некој залетано да рече. А имаме замрзнато. Најинтересно ми се има едни типчиња од полска ситуација. Не знам од кај си ни кај работат ништо, ќе дадат во тројците. Салатка, пивцичко, парачно, Много пиво работурат, јадење, единствувано со компир, леп. Слушај, Димо, да, не треба да се мијат со девите миш, помини и со салфетка и почисти него ли што ми турил со манджа. Така јадат човеците со таков А апетит. кај таа манџа ножите? Таму правиме. Леле, кај ќе видам, ау, браво, се викам, еве мајстор за јадење. И пивото пиење, унатре у шишто, ништо нема, ништо нема остане. Пиво знам Ја го стискава. Ништо, Пивари се. капка не останува, ја изедат салатичко, рибци стана. Ја да седам салата, пиво така, и да ручам и да се напиеме на пиво, дечко смек, потом не седнувам ја така. Сега, стварно... А вие педантни, така, господа, че тоа ти седна. Да, пазе. И пивото го пијат со салата, цјапнат, и на крајот чашлиња има едни 30 грапа, рб домаќица, пингал, готово завршува. Бого фанале редот. 35 минутки си го измезат, цален, чао. Кажи ми, има ли дропче нешто таква работа сега да си порачаш? Не, дропче нема.
Крмушка има езиче, така. Од дома Ти си јадиш? Многу кашлам. Ама не смееш да јадиш сега, така што гледам. Омансум. Обдуен си това. Омансум. Обдуен си, кажа, ще гледам, не си много разположен за ядење. Не, нека, дувданот ме зафркна многу. Росоман, Че одмориш 2-3 многу дена, напрчка убаво и тоа е. Пушени копања си јапна. Не, браче, многу сарма изеди. Тоа, ама сарма изеди. Има сарма. И јагнешко. Бајсто пресно сарма има направено, мој штитури ме после. Единство вано, каре со компер пече. Може да ти ставиме? Слушайте. Тоа Шаби сака, се забришуи ми се. тоа сака и Смедеревка и Тоа сакам беше прика. и Кисела Војчка сака. Каде беше прика, не би там беше прика. Си влече едното, го влече другото и натаму се си повлечува. Нямаме куршумчиња сега порно, кажеш, ви маш се напъниш сифонче да досмилja Бог да го прости. Нема. Ти направи сифонче, унатре, го изпењаве сето. Избуричка сето. Много мало. Си изменява времените, сега отвори рибки си Војчка, напани си и ча. А порно си сифони си пане, ти го донеш оддома, цел двачка ти го напънат куршумчето, Војчка от чешката, раб, Ајде. шприца. Ропај. Браче, че превршуваме ни негден. Ја не знам вака за теми кои што, например, со тебе и приватно си ги правам муавет. Општо, мислам дека се черпнаме. Кажаме нели дека ако земе да расправаме за анекдоти и за тие такви работи, че ни требат 3 дни са малци. 3 дни ќе викаш, да. Јас се надевам дека еден ден ќе смогнеш сили и време ќе најдеш на некој да му диктираш да запишува од тоа богатство што го имаш ти. Не за друго, ако викаш дека се памте, ама не, некои работи знаат да ти избледат, Да. така да не е лошо тоа да се... Еве, здраве Боже, па ја може да бидам промотор на работата. Да, за ти да правиш муавет, друг да копа, а ти да лафиш. Еми сега, Го Треба памтам, некој само тоа. ще мога да го Ка кажа. Стрихо Васил, како е Стрихо Васил? Добро е, ти шо правиш? Копам. Лесно е ти да копаш, тешко е, вика, ја да копам, вика. Ај со здравје, синко, покопаш треба. Ај, овоче со здравје. Поп Васил, Го и памтам, си го фана Мичо. пат. Кога беше промотор на книгата на Душан. На Душан, да. Ка се препоти 12 пати. Па нема изчута. тие неправилно го дозира светлото, ка ми е опна една ламба. Джоа на физикална терапија ми прати, а не да лафам за надушан А причите. човекот спреман, убаво се те. Премен си се, изпадна. да. И Джоа вршник тоа над мене, шуево ултравиолетово зрачење. Парафинот ти го Че стави. не зрачат ли вдеа, шуево, на физикална ли терапија сме да му вика, море, па ни мрдни го воа, му вика ми, изгореме живи бре човек. изгороме бре. Па не се трпе, викам, воа Джоа на вршникот сме турени, викам. И го тргнаа тоа, разбираш ти, светло ли беше, шо беше. Така му викам, дај си изналафме, му викам сега кажа човек. Човек, да. И почнам, и јас си залафи едно време, викам ми. Вака ми прави. И авторот да каже нешто. Ами воа му викам, вршникот над глава му викам, чекайте сега почекате ми да здолафам, па вече каиш. Оно постоа, јас се разбра шо било работа на Душан му се пријадило, сакал побрзо да почне кетерингот, да го изедат. А не било за тоа он да каже шо мисли. Му се пријало на гоцјата, ако не ми се ја јаде. Замисли му викам, Фидел да ти бил канет да го кажеш на говорницата, 7-8 сати, така да ти полафе малце. Да. Че бидам краток. И Де, 7 речи, сати. кога сме тука за пиење и това, јадач некој мочен у кафењето. Бо, има ајле. Има ајле и умрете се ајле, отиеш јаде ајле. Че Джоир ти умре, Бог да го прости, че љубо. Има се ајле што јадат помлади. Јадачи, а? Ау. Значи седнуват и јадат. Да, коското јадно тоа прави, ако ја удариш вака, репродуцира музика. За музички инструменти спредна коската.
Не треба на никаква додатна обработка да се носи, ни на сушење, на ништо. Он како привршува со јадењето и директно е спремна, пушто и оду натре и сршта и шмукана од коската се. Како удараш и она репродуцирам, директно е спремна за инструмент. На кучето Такви спремни типови има моментално. Му Шо амаш на јадат, кучето и ти да. вика, Куче не ја јаде, бре, какво куч? Шо е, бе? Какво куч? Ја знам дека на времето... Куче да апне треба да има нешто на нея малко. Олаф јаза јадаш голем, што кажат и Борајле. Стрико Жоржо, да. Да, и он бил Че љуби, спремен. че Љубито Милошеви, че Да. Томчо Джеки, имаше, ајде, јаде. Сицо се прекаја. Има и ся, има и ся спремни, ау. Тоа се Нека се живи и здрави. Тоа се и тие анекдоти, сега. тоа се анекдоти тројца пријатели мои ги партиле. У градско се печело јагнето, а у Вила Марија, у Квин Марија од Мирка пија. Че го прчкува, тој ги јадело Газафер беше началник на генерал штабот. И тројцата којчко зима јагнето, јас ќе го зијам, а запалил пезетката. Ей, кломал вие двојцата да не се мрсат седишите, да држат тепсијата од позади. Как влегле у фурната, ајде бре, поскоро, покриено ле? Покриено е, ама лабаво и вие си викал, добро е, чим е лабаво по-брзо, ќе го одмотаме за попет. Добро, ајде, ќе пазат вие двојцата, ќе ја држат. Како аториле тепсија ту, колта. И Курти Салет, вие чачни предно колче, вие задно колче, вамо. Шо е ова пред да влезат у Квин Марија, па го замотале убаво. Че го турат јагнето пред генералот. Каја че го отворат само очите на главата. Шо направите, брат? Сето јагне на нула, коски, ништо друго. Ој, јадење, да. Троичка. Си го апнале, од Демирка пија до градско, брат. Ај, па му наловиле риби, тоа Вардар било близко. Му испрашиле на генералот да не го испратат гладен. Па апнале генералот и он бил дел од историјата. И рекол, ау, јас како сакам очик, мака че види, они дури и соикта извадили, и му отворили и главата и мозокот го извали од улата од лобањето. Го измесили и мозочето. Наравно не носеле попати да подгътнат. Мало правят да стигнат. некои шприцер. А тој немаш вакви работи телефони, да го посакаш, мора, ајде, кај си бре, шо си. Да, си чекаш, да. Ама и веруј. Ти Пратен е човек, со пезето е Ти пратен. па знаеш, ај си викаш, пезетката по-леко се забавя, се забавя, они си јаткат. Си одат и си јадат. Това е. Ти бендисел на крајата анекдотата, што ја каже. По-час ти кажа ми кои човеци се тие. Што го изеле јагнето, да не и кажу им сега овда рекорд, што и кажу. Мичо, фала многу, брате, што беше дел од оваа наша приказка, наречена ВД-каст. Пак ќе повторам дека нашата цел е да правиме емисии со урбани ликови, ведри ликови, ликови кои што не произведуваат негативна енергија, значи кога луѓето се од таа страна ќе седнат и вие саат и некоја минута ќе не гледат, ни па ќе се прве муабет, кога летна пола саат. Да. Фала ти уште еднаш, брату. Да ми бидиш здрав пред се, здравието да ми те држе, за памет касно е виче, нели, да си оде, убаво си кажа ти, има бендисуе тоа што си баш скромен, нека тера кафене буки, така што си тера, нека има за едно убаво животче, собире ги сите тие работи што се случуваат секојдневието твое таму, да го прераскажиме еден ден како било убаво, како се живеело. Да. Ќе се видиме на салата и ракија. И ја да ти кажам, фала што не удостои со твоето присуство, има што да се чуе од Буки, ја мислам дека саат време е малце, така да Буки било, па ќе кажем, институција, пошто
сите што били у чаршијата поминале преку буки. И се задржале таму. Фала ви и вас за поканата. Па да ми викнете вак па да изполах ми да се Обовезно, посмееме. Биме живи и здрави само, сречни и весели. Нека дава Господ убавини у сите кои ќе у нашите. Да биме позитивни, насмејани, ведри и позитивната наша енергија да ја пренесуваме на другите, да се осеќат и они топло покрај нас. И да му Амин. биде и на ни убаво. Амин, братче. Така е. Епа, тоа е од прилика. Тоа за оваа вечер, до крајот на првата сезона имаме уште неколку симпатични, убави, ведри гости, како што кажаме. Сакам да ги истераме вака како што тераме до сега и со нив. Да направиме таа една пауза која што ни е потребна и нас и вас. Оние 2 месеца скрос жешките денови што ни следат. Па здравие Боже, нели, ќе се видиме пак некаде септември. А до таа пауза секое добро се гледаме нареден четврток. Тоа е. Чао.